Само ракоме, денеска една интересна тема ќе обработиме, а ме прашува Југо од каде и Ѓорган од каде, ти инспирацијата за оваа тема од НФЛ ми е. Ја пред 10 години, јас сум го спомнал тоа неколку пати, се заљубив... Офтон си го спомнал. Да, се заљубив во НФЛ поради два фактора. Прво беше начинот на кој што двајца феноменални колеги на југо од Хрватска го пренесуваа над преварот и правеа неделни емисии, шоу на таа тема. И второ беше статистиката. Значи, такво изобилство на статистика, а таа па ми беше позната и од НБА, пошто НБА нели на овие простори долго вирее, живее, обстојува од времето на гледање на утакмици на ВХС па до сега во живо гледање. И тие два моменти, значи, начинот на коментирање и статистичките податоци кои што ми ги презентираше тој двоец на еден надпревар, ме заинтригира, ја практично ја научив таа игра и ја засакав. А оваа другава игра, што не знам која причина па ја засакав, нашава. Нели ние сите родени прво на фудбал, нели, бубамарата, па она на градски. Зависи кај си роден, ние што сме родени покрај езеро. Да, па после втора љубов кошарка, градски парк и Ерзата. И пак да зависи кај си роден. И трета љубов ракомет. И сега мене тука првиот сегмент не ми недостига, значи квалитетни, врвни познавачи, спортски коментатори, новинари. Тој не ми недостига, го имаме уште. И јас сум среќен што Југо иако најави пензија уште го имаме на него дава. На тонот. И вториот момент што ми недостасува, а долго време, а го спомнавме пред малку и ти, ја критикувавме и ЕХФ за тоа, а нормално и нашата федерација и клубови, а тоа е статистиката. И сега во неколку наврати си ме импресионирал со податоците. И сега се мачам. Кај ги наоѓа Југо? Прашај го Југо. Кај ги наоѓа Ѓорган? Прашај го, мора, има ли сайт некој? Има ли сайт некој? Има ли? Овде се и овде. Тука си. Југо повели. Па добро, тоа е дел, прво ќе кажам, од нашата еснавска работа, новинарска. Значи, мораш да бидеш подготвен, затоа што денеска во оваа ера на социјални мрежи, на деца кои следат интелигентни, мораш да им понудиш нешто плюс, за да бидеш... Да го збогатиш преносот. Да го збогатиш преносот. Од тоа произлегуваат анализите, од тоа произлегуваат споредбите и на крајот на криштата мене ми е кејф тоа. Јас кога ќе седнам да се подготвувам за пренос. Јас му кажувам на Виктор. Да. 2-3 страни ситно пишувано, ама не ситно, не докторски пишувано, него технички пишувано. Затоа ја земам тетратката, вака изгледа тетратката. Ова е пренос, од позиција до све до вака. Не дај Боже пенкалото црвено да му го земиш второ полувреме. Кирил Лазаров ми вели на еден пренос дојдов да го прашам што е, како е, дали има нешто, вика, ти вака се спремаш за секој пренос? Не, од дома. Ја викам, а ти како се спремаш за секој таква? Да. Вака нешто слично изгледаше мојата тетрадка по артилериско гаѓање, прва класа, школа за резервни официри 97-98 во Прилеп. Југо, што си по школа? Техничко има завршено нешто? Јас имам завршено средно економско, фрскане од економија и до ден денеска и во пензионерски денови нити пазар едам, нити споредам фрскане. А си заврши после срекно 1-2 години економски факултет, се излезе, се појави новинарство во факултетот и не, зашто пишуваш технички добро пишува, затоа го прашав. Јас сум техничка школа и затоа Јас сум техничка школа. Да. Погледни го ракопис. Ти на кај уметник одиш, пошто живееш со уметник и на кај уметник одиш малку, да. Значи тоа е, Виктор. И ми помага и ме мотивира. Што би рекла нашиве комши, узде се усе и у своје клюс. Да. Па спомна нешто ти и за ЕХФ, спомна нешто и за нашата федерација, например, тоа е еден факт кој што вака стварно боде очи. Значи голманот во ракомет е пола тим, така викаат и ракометари и се. Со децении назад. Статистика за голмани имаат само германците. Тоа е неверојатна работа. Кој знае зошто, веројатно, и кај нив ракометот, веројатно, затоа е на тоа ниво. Да речеме за голмани. Една од причините, да. Да, види, сега статистиката, не спомнавме ЕХФ и сега правиме паралели, нели, со НБА, со НФЛ. И сега гледаме НБА како секој дневно прави содржина, не само НБА како организација, него самите клубови. Дори и ние, додека работе во Голден Арт, правевме содржина
од кога постигнал 100 гола, колку му требало и така натаму. И сега гледам дека во таа насока е греота што ние во ракометов го немаме, а тоа ги анимира. Тоа им е интересно на луѓето. Ти знаеш дека топката со која што Том Бреди го даде својот, карикирам, 100 тачдаун, после на аукција се продава за не знам колку илјадници милиони долари. Значи Тоа е голема, тоа е огромна содржина, особено содржина сега кога има социјални медиуми, ти треба да си активен секојдневно. Порано немаше социјални медиуми, клубовите немаа такви Ѓорго, извини, обврски, ќе те прекинам. Како беше, еве во твое време ти кога играше, како тоа го решавате? Како ти работеше со големи стратези, како тоа го решава? Имаше ли човек кој во која клубовите? статистиката во Металург, например. Например, во Металург. си имаше, значи и Червар имаше, особено Червар имаше поише луѓе околу него. Така. Претходно може не толку, ама си имаше луѓе што си се бавеа со статистика, се грижеа за иако мојот печат е дека Червар например не се бавеше со сега да земе и да види статистика колку шутнал, колку промашал од тој аспект, него си го формираше сам впечатокот од ова. Не гледаме дека има многу клубови кои што има нели посебен човек и секој ќе заврши натпревар, него еве, овој шут на 9, даде 6 или даде мислам особено во баскет изразено. Тоа не му беше. На полувреме. Кошарката отиде на многу далеку и тоа е греота во однос на ракометот, е греота како ние не знаеме и не само тоа. Кога вреднуваме играч, според што го вреднуваме ние играчот? Нели, која е приказната? Завршува преносот и ти што викаш? Заврши преносот, најдобар стрелец е Мартин Серафимов со 12 голови. А ја викам после преносот, пишам колумна и викам Мартин Велковски за мене беше најдобар играч на терен. И сега читаат луѓе и викаат овој не е нормален. Така, овој даде 12. Така, а во кошарката не е така. Ти даде 8 коша, имаш 15 скока, имаш значи блокади, 5 категории. Американците за таму се служуваме сите врв. Значи таму И има се е тоа само заради маркетинг и од комерцијални цели. Но и заради ова што го кажати, заради вреднување на играчите. Па еве на пример овие моите NFL имаат таков power, не знам како се вика, ранкинг, за кој што ти на пример најголемата звезда која ќе ја чуеш, не знам, Джамар Чейс моментално еден wide receiver, тој делува феноменално. Кога ќе му го видиш ранкингот е 37-ми. Аха, чекај, значи не е тоа така, па таму имаш претрчано јарди, освоено топки испуштено, дефанзивни задачи, блокирање, колку блокирал, колку јарди освоил после контакт. Гледаме дека и во фудбалот полека се проширува таа статистика, освоени дуели има, така. Освено на стандардната претрчани километри. Тие тука се фокусирани многу затоа што фудбалот нема скокови, нема дека веќе ама има изгубени топки, има последна топка. А кај нас па во ракометот и ние тука можеме да имаме многу ставки, така. Ти имаш играчи така играат само одбрана, ти имаш играчи што играат само одбрана, така. Го нема на карта, го нема. Тој направил 3 блокади, не знам што спасил ова. Колку прекршот се завршил, голема работа. А да не збориме колку дуели или добро, тоа е веќе квантна физика за нас. Токму таква ставка, например, во НФЛ, дефанзивните играчи, нели, кои што никогаш не може да постигнат поен, имаат таква статистика, колку дуели Ти Маскерано немаше да го спомниме, така такви играчи, Готузо, Маскерано, со штета на противник. Да, Канте, да. Кои има дефанзивни. Немаше да ги спомниме. Кои што не се забележуваат, имаат голем придонес во резултатот и во. Да, али мислам дека сега во ова време еве имаме ние клубови кои што имаат буџети, имаме клубови кои што може да си го дозволат тоа. Греота е да не прават содржина од тоа. Само да ставиш дека денес играме или утре играме, или за недела дена играме и заврши надпреварот, победивме, изгубивме, тоа не се друштвени мрежи. Ајде се влегме во некоја друга тема на После подсетиме на крај, сакам нешто да го прашам Ѓоргон, да не ми ги избегаат мислите, имам едно специјално прашање, ама ќе го повредам со ова. Специјално прашање ќе го биде. Така, специјално прашање ти подсетиме. Греота е на денешно време ти да не правиш содржини, друштвени мрежи викаме, ти мораш да ги анимираш, да ги едуцираш, да ги анимираш, како да ти кажам, значи не е само популарноста на спортот ќе се зголеми. Ама Ѓорго, нека не ме сватат погрешно сите клубови. Јас со еден клуб разговарав. И нека не сватат погрешно сите клубови. И разговарав и успеав да направам нешто, ќе се сетат кои се тие, нема потреба да ги споменувам. Значи
Не можете вие во 21 век, во вакво социјално Да, бе, дигитално време. Дигитално време, да немате на Facebook или на Instagram, не знам каде што е клубот, каде е роден на веб страна, на веб на веб страната, страна. колку години има ракометарот. Пола нема кај играл. суперлигаши немаат веб страна, лична Има карта. деца од 19-18 години, па не има европски настапи. Па ќе прогугла некој, ќе го види, Митев каде играл, ќе го види. Каде е роден, не Неверојатно знам. е тоа. А луѓе ги Неверојатно. интересира. А тоа зашто? Ѓоровски 20 години играше ракомет, Да. мислат од Битола дека е како пример. нема Уште, ама од Битола, зашто прв пат го запознаеле како играш на Да се вратим пелиста. уште назад, пола Македонија, вклучувајќи и мене, мислевме дека и Кирил Лазаров е од Битола. Така, Така значи е. ние со Па некој такви мисле дека работи, од Велес, некој ќе рече што е важно што прателе. Да, тие могу. Така да Сега, инспирација за статистикава е, јас ги нареков, крај на четвртина сезона во нашиот суперлигашки ракомет. прва половина од половина Од сезона. половината сезона, и ја математички ја сведам на прва четвртина Да, сезона. На сите ни е совршено јасно дека е многу далеку од Да, имаше многу да се игра. Да, од Што било би која рекли, нивото спекулација. уште многу зорење, да. Ама и впечатокот, и еве го Југо е тука ќе ни извади сега малце и статистика, веќе од прилика нешто може да најави. Да, Може да најави, се ето да, така. да. Ја малку бев можеби дрзок пред 6, 7, 8, 9, 10 кола кога најавив дека Алкалут ја зема пол позицијата, па имав и реакции на тоа, ама сега веќе полека можеме да еве прво еден, ќе кажеме прво еден општ впечаток, а после ќе загребеме со статистиката која што ни ја носи Југо, општиот впечаток од оваа четвртина сезона. Па, Иначе Ѓуго да. ги коментираше сите годинава? Па најголемиот дел дерби на Мислам дека Треориште, скоро од големата сите четвртка, да, најголемиот дел, најголемиот. Задолжен си за Да, да. така. извини. Најголемиот дел. Не, сакам да кажам само многу кратко на кусо сега кога размислував доаѓајќи наваму. Значи ова е сезона во која што повеќе од две екипи ќе се борат за титула и таа Така. реченица кажува се. Да, Мислам, ја тоа го коментар размислував и не можам да се сетам кога последен пат, еве може ќе ни исправат некои во коментари повозрастни, обично Битола има такви што е позитивно за мене, кои што ни евоцираат спомени, ни даваат некои податоци што и ние не ги знаеме, нормално како лична карта не можеш да ги знаеш, ама ја не се сеќавам да три екипи рамноправно, можам да кажам рамноправно, конкурирале за да освојат трофеј и тоа е само за пофалба. И јас не се сеќавам. Да, тоа ми беше вака суштинскиот момент, што се вика фактографски, Алкалуите во века импресивна серија, тоа се, ако ги земеме Суперкупот и двата европски надпревара, серија од 14 победи во низа. Дали е Бисинов, дали е, не е битно, 14, 15 со Дубочица пријателската претходна. Таа не ја сметам. Значи 14, 11 и од купот. и Суперкупот 12, да, и купот него сметам што го освои историската прва титула на пенали со Еврофан. Да, 12 Тие да. минатата година има ваква серија, ако се сеќавате. Да. Ама 11 беа во група 3 во плейоф така. и отидоа на Охрид на 3 март, се сеќавам, 2024 ги победи Охрид, односно Горан Андоновски го победи Кирил Лазаров. Не беше Горан. Сигурно. Да, Имам запишано. Вани не беше, Тука. Стефче бил Стефче. Не. Да, добро, моја грешка. 3 март. 3 март да е. Боговите молчат. 30-26. И ја прекина таа серија. Сега имаа шанса да ја прекинат серијата Охриѓани, ама доживеа не се пораз. случи. Значи да се вратам на првенството. Тоа е главната карактеристика. Алкалуит изненадување или не, како сакаат некако сватат и овие што следат ракомет и не. За мене не е изненадување, затоа што е тоа трета сезона, затоа што се работи како се вика темелно, значи оставено на еден човек да направи концепт. Нема тука притисоци дали ако изгубиш од Еврофарм, од Вардар или ова ќе одиш ваму таму, сега работи човекот работата како што треба, тимот игра добро, да не ги забораваме Вардар и Еврофарм Пелистер се исто така многу сериозни екипи, мислам нема што да зборуваме тука.
Алкалоид ги победи и едните и другите, па сега дали е најава или не е, дали е Мислам дека Алкалоид пред сезонава, значи пред тие надпревари дома што ги играше, се уште психолошкиот товар го нема или го немаше, ајде да кажеме, во дуелите со нив. Она што викаш ти, Да. ако добијам, направив голема работа. Ако изгубам, па добро сега, млада екипа, млад клуб. Така. Значи, Мал буџет. али тоа веќе нема да пие вода Да. од оваа година натаму, затоа што видовме дека веќе е конкурентен. Така да Алкалоид има голема серија, мора да признаеме, двата конкуренти дома ги чекаше, него сега Така е. Така. му иде Така е. гостување, недела игра во Јане, Така е. после оди во Битола, така да може Имам да се деси. статистики за таа. Да, може да се За деси дербите меѓу тие. да може да се деси да има пораз, што може да ја смени малку впечатокот, Така. да го смени наш дека ете Алкалоид нели ги добил сите, а овие не ги добиле. Битолчани гостува два пати, Така. затоа малку сликата и дополнително за Пелисте сликата ја да кажам ја ремети, ја поместува учеството во Лига шампиони кај што Алкалоид па игра во еден куп кај што реално Така. е ајде најслаб по квалитет, позиција. а Пелистер игра во куп кој што тешко се добива утакмица, така да печатокот можеби заради тоа е, ќе покажат сега гостување во Јане, ќе покаже гостување во Така е. Боро Чулевски, дали она што го видовме во Охрид. Значи, за разлика од лани преклани, кога Алкалоид еднаш и доби, еднаш изгуби, ама годинава Така. веќе на друг начин ги добива надпреварите, на друг начин јас имав печаток со Охрид, ај кога сме тука веќе, без разлика што беше 10-15 минута, во коментари со тие што гледавме, очекував 40 минута, 45 Охрид да падне, во смисла да падне да оди над 4-5, да не биде 1-2 како што се движи. Така да од тој аспект Алкалоид не само што ние цело време спомнуваме многу работи Киро, нели физички се спремни. Значи некако тој дури и навредливо ми делува, као тие само физички се спремни, друго ништо не знаат. Да, не е така, Тие така е. седат многу во сала и она што тие го работат на онаква транзиција, ти да имаш толку малку технички грешки, значи тоа е до таа мера уиграност да тие мислам дека во сон веќе се знаат кој е која. Тоа се знае како, само со повторување се прави. Така е. Се И сеќаваш, дисциплина, те нормално. прекина малце на тема технички грешки пред некои 3-4 сезони кога коментиравме некој наше европско или светско првенство и ја вадев тоа статистика на технички грешки. Ја чувам негде, многу интересна. Значи фрапантен е податокот. Екипите од првиот ешелон, Данска, Шпанија, Франција, во просек правеа не повеќе од 7 технички грешки на надпревар. Екипите од нашиот ешелон почнуваа со 15. Да, ние имавме, но која беше? Па сега беше Така е. европско, минатото европско да не беше, или минатото светско. Минатото 15 европско па веќе намаливме. Не, минатото светско да Е, не да, беше, и минатото тоа беа светско. све до двоцифрени, 15, Цифрени 16. од 15 15 нагоре. А овие беа од 7 надоле. Значи имаше надпревари кај што Данска изгубила 4 или Франција изгубила 5 Па топки. тоа е што го кажа Да. Киро, повторување Значи, на таа тема. Значи и тоа е, играње. да, види, техничка подготовка, ама и ова екипа на Алкалоид очигледно, пак ќе кажам, размислував, нели, цело време и кога ќе пишам колумни и размислувам, значи сега ти да се фатиш дека тие само многу се спремни физички, пак викам ми делува навредливо. Не, тие веќе играат ракомет и точно знаат кај се добри, кај не се добри. Значи ова екипа на Алкалоид веќе точно знае кај е добра, кај не е добра. Значи што очигледно многу се работи на дуел игра, затоа што имаш доста играчи кои што сериозно напреднаа во Да, дуел игра. Не збориме за Марко Митев. Марко Митев е роден дуел играч. Да, збориме за има Мартин специјалци, Серафимов. дефанзивци, Мартин да. Серафимов кој што покажува сериозни знаци на напредок, прво физички напреднал, со самото тоа само да вербата му е му се зголемува, ама веќе дуел играта му е друга. Никогаш не бил спорен негови технички Така е. техничка Квалитет, перфекција. Значи тој бил стално технички во скокшут, во додавање, ова бил технички, да не речам перфектен, бил многу добар. Ама сега веќе дуел играта му е друга. Значи сакам да кажам дека тој ајде сега Лазаров нели веројатно многу работи на таа ситуација затоа што и неговиот стил е таков. Ако може да забележиме и Вардар па и Охрид начинот на кој што го играат, на кој што преферираат ракомет, нели, со тие вкастувања, 1, па 2, па 3, па треба пикерот да отцепи, па треба да излезе некој вишок, Алкалоид игра различно од тоа, комплетно. Значи се од
на разлекување на зоната, на една на друга страна и после тој што прави разлика, па му е дава. Упорене, напаѓа И долго е досаден, ја спомнав сега, дури некогаш изгледа стварно заморно, значи 10-15 дуели во еден напад, па човече 5 пати Ќе ја те пукнал, нападне, да. кој било еднаш ќе пукнеш и тоа е носи рецепт. Истото беше како за черва, значи многу грдо игра, многу, ама кој ќе заврши да преварат резултатот го гледаш во плюс ме и и сите. тоа ти останува сега. Тоа е базичниот дел. Од аспект на ова беше од аспект на на Алкалуид како тим кој што остави впечаток дека прво, дека рапидно напредува, тоа не станува збор, него сериозно се доближи, а може и ги Да. Јас тука како што веќе загреба малце југо, а тоа е непроменливоста на составот и Вардар и Пилистер се мачат со континуитет на играчи, една година, 2 години, па менуваш 5, 6, 7, 8 играчи. Фактот тоа е колективен спорт, на сите тие луѓе играчи им треба време да се запознаат меѓу себе, теренот, градот, публиката, пасот, нели кој како прима, кој како. Алкалуид е тука во предност, нема повеќе од 1-2 играчи промени и уште една работа, да не забораваме, Алкалуид има играчи кои што се уште растат. се уште И кој што- растат и нема да се случи, ми се чини, додека е вака ситуацијата со структурата на играчи, да некој клуб може да гризе поише од него од овие два. Овај што е во Пелистер и во Вардар е во фаза на дошол да одигра, да заработи овде, а овај во моментов се развива за да оди некаде или да си го подигне идентитетот и неговиот договор. Невозможно е овај кој што тој шо да одработи да биде на исто Помотивиран. ниво. Ајде, да Тоа е Да моја споменем мислење. уште една работа, ако може тука да влезам. Оно што јас го кажав и во емисиите и кога ги коментиравме настаните од големи настани, ракометарите на Алкалуид мислам дека се едни од ретките што тренираат од топла сала, ако добро се сеќавам. Да. Што не било битно, некој го кажуваа тоа, добро, не било битно, не било. Не било битно, Ќе да е битно. ако почне сега да разговараш. Ќе да е битно на минут ние во 20, нешто 73-та на Бетонско трениравме, така. а очекувањата на ова јавност и таа јавност Погрешна. е небо земја. Така да Значи ова е на ова базичното прашање дека со ова што го зборуваме значи дека како никогаш досега оваа сезона ќе биде исклучително квалитетна и неизвестна. Тие две работи ќе се. И еве ќе се- јас во тој дух и си направив и малце сценографија, значи дресовите од трите првпат, нели еве цел официјално првпат имаме 3 легитимни. Ако низ годиниве можевме да зборуваме во континуитет за 2-2-2, во кој што еден секогаш бил барем пола чекор, ако не и цел чекор во некои години на Да, Металург, имало години во кога некои бил години на доминантен, Пелистер, Вардар беше во некои последно, години на не. Вардар, кога сепак па и Пелистер 90-тите беа. сепак доминантни. пола, а може би цел чекор некој бил понапред, а другиве од заседа условно чекале Да. кикс, грешка, шокантен надпревар, лош ден, добар судиски ждреб, Некоја сензација. нешто, некоја сензација, така? Да. Сега за прв пат имаме 3 легитимни Така. рамо Што до може да рамо, што може да радува секој со многу. своји Не фали дрес предности. од Охрид тука да ми се надам. Од Охрид дрес. Дрес, ама не е југа. Ајде, сега, кога сме кај југ, ајде сега да влеземе, да загнуриме во статистиката. Ајде. Ево, ја имам една банална и брутална, а Добро. Југо ќе извади малце попрецизна. Значи, еве јас две од овде статистики можам да извадам, значи екипа која што е најпрецизна Така? после 11 кола, тоа е екипата на Алкалуид со постигнати 391 Да. гол. И да речеме, еве за споредба, после неа е Пелистер, Така. 369, па Охрид, Така е, тоа е интересно, да? 339. Ама само еден гол. И потоа следи Плюс Вардар со 338. Значи тука статистички 4 клуба ни се. Така е. Во игра. Значи Во 11 кола, сите тие се над 30 гола на Над надпревар. Над 33, и нешто. Така. над 33. 35 и пол има. Како Алкалоид. насока кај оди ракомето. Кај оди ракомето. 35 и пол има Алкалоид, да. Интересно е А, да имаше речеме, Имам, да, просим. Да. интересно е да речеме дека еве чисто да спомнеме дека од вториот дел на табелата исто над 30 статистика имаат Тиквеш и Прилеп. Така. Добро. Во просек понад прво, Значи- значи играат
и Од тие прилика играат реално, некој брз, атрактивен ракомет. Втората ставка што нели ни е исто онака брутално јасна, тоа е се однесува на одбраните, односно на примените голови. И тука најдобар, односно најдобра одбрана има Пелистер. Со примени само 263 Или гола. 23,9 во просек. Ете така. Иво Киев. Да, точно. Да. Пази се исто интересно тука зашо. 267? Да, втор е Охрид. Охрид е втор, тоа е интересен. Значи податок, статистички он точно го метна во да. во фаворитите. Тоа го Следи Алкалоид и најлоша одбрана од овие, да речам условно, Врвот има Вардар е Вардар. во овие две категории на четврто место во оваа конкуренција. Што на крајот може и не мора да Не, значи. тоа не значи затоа што ти имаш надпревари во кои што ги имаш сега така е, добиено да. и така натаму. Уште и- пред влез во- Да, да, и некој во- сега има со праксата Ајде. гази до крај Одиме некој. сега со на југо напредната Значи, статистика. ете, тоа се само добро, устава, пред да убаво. извини, пред да почнеш да значи ја уште еднаш ти се восхитувам и морам да го кажам ова јавно и да повторам дека сум се обидел пред неколку години Да. со Excel табела со водење статистика. Значи после третото коло се откажав. Немам време, немам енергија, немам доволно извор на информации. И се свртев кон ова второво полесно што е чувство. Да, чувство. Ние го Печатот. Да. Печат. Има едно дете што се вика моје дете, ја што го викам, тоа е Владко Арсов, кој што не работи беше во спортско номинарство, за жал. Да. Не е битно, тоа е некоја друга приказна, можеби друг пат и за такви приказни. Тој минатата сезона, тој заедно со мене, поточно тој водеше екстра статистиката и затоа имавме и претходната сезона. А добро, не видно, да не навлегувам се у тие работи. Ама Значи ги извини, кажеме, па уште сегнете прекинувам. Да, добро, Ама пак тоа е ваш порив. апсолутно. Да, тоа. Професионална Или ваша... го имаш, или го имаш, или го така. немаш. Не, И тоа мора да. јас кога немав седнато ко коментаторство од Сител 3 2012. Металук Еј, тоа не знам, не сме правиле було за овој Јорг. Кога дојдов прв пат, нели, Да. коментиравме Лига Шампиони. Лига Шампиони што беше кога коментиравме прв Па, пат. да, Лига 5 минути имав таква трема во пренос, што не можев да го слушам Југо што збори, за ја да ме следам следи, да го сакаш, пратам да. ова. И му викам, трема имам, му викам 5 минути 10 се тресев од трема, зашто ти во моментот им треба да следиш што се случува, им треба да збориш. Не е така. Ти кој ќе анализираш во студио е друго. Друго е. Си го спремаш филмот додека Да. трае на Имаш преварот, некој си концепт, и да. ти влегуваш. Овде немаш ти време. Знаеш дека е се. Дава тој украс некој ти треба Знаеш да дека е се... тоа се рутини искуство од Добро, својата така е, спортска така е, кариера. така е. Не, Нема. за да биде квалитетно, види, Да, секогаш да, кога апсолутно. идам ја и кога Да, кога правиме нешто, правиме за да биде За да биде квалитетно, подобро. така. Фала Богу, мора да кажам, 99% и тоа доста коментари се она што ти викаш дека ја ради тие двајцата. Мене ми се десиле многу коментари од овој тип. Од кога почнав да те читам или да те слушам, на друг начин го гледам ракометов. Ја никад не сум се разлабочил тоа е дека линиер. ова е заради ова. Да. Што ми е многу Да, драго, пошто ние сме си ја и Виктор сме сериозни И стварно тоа годи Ѓордан, да. Но апсолутно. годи ми е душевна храна ми е, мора да Апсолутно кажам. годи, да. Тоа тука некој секој што те- ќе каже дека не годи, да. не е точно, годи. така. Затоа што го работиш тоа што го сакаш, а тој го следи тоа што го сака. Така да така. тука има судирно добра енергија. Значи вака кажа се, ги видовме тие категории, да не замарам сега со проценти овде кој колку гола примил, дека е Пелистер најдобро одбрана, тука се негде. Сега стрелците веројатно се интересни, меѓу значи да не да Пошто веќе ги да подсетиме дека се работи за овие 4 клуба кои што се Присутни на македонска присутни на телевизија. македонска телевизија, кои што се голема четврка Фокус. на некој начин Фокус. како на времето Фокус. што бе. Значи интересно е Кузмановски и Серафимов, двајцата наши репрезентативци, Кузмановски има 73 гола, Серафимов има 71. Сега, одма да споредам, овие двајца се исто први според удари од 7 метри. Со тоа што Серафимов е тука подобар, има 24 од 28, а Кузмановски има 23 од 27. Значи 27 имаат па 4 промашени седмерци. Тоа е И тие интересно. двајца шутираат седмерци за разлика од останатите, мислам, така? Да, Олески е трет, Олески е трет без седмерци, без мислам. седмерци со И 51 овај гол. тунижанецот. И тунижанецот од Вардар Маргели Да. има 40. Без седмерци. Без седмерци. Што е исто Тоа така се битна работа. Да, битна работа, затоа што дека има, да. Да. Сега, тоа се од седмерците, да не ги заборавиме. Цирар е тука трет на таа листа за седмерци. Исто, со второ 18, книжанец, значи, Да, втор, второ. 18 од 23, исто така добар процент. 78
над 78 и Срдановиќ од Вардар. Јас се изненадив вака кога ги вадев коефициентите, мислев дека кога ги вадев процентите, мислев дека Срдановиќ е пред нешто погоре, ама не. 16 од 22. Мене ми е 16 од број 1 22. Серафимов. И тоа Серафимов со не успеа тачно да видам сега, се извинувам. Не успеа да видам Серафимов има 4, 5 или можеби 6 надпревари кај што има кај што нема промашено. 100%. Да. Од Мислам дека и овој последниот во Охрид да не беше Да, така. 7 од 8 од 8. Така е. Од оваа статистика, например, мене Да. ми мами една насмевка од сите тие легионери дојдени во Македонија, нели, да ги зајакнат Да. клубовите. Да. Ние на Доста првите македонци. две места имаме македонци. Три. што е- Да, тројца, Три, да. Еве да, ги Кузмановски, три. Серафимов, Фордес. Три. А според клубски, Јорган, што мислиш, кој е клубски? Па добро, тука сме, значи, кога го спомена Серафимов, да. Алкалоид води со страшен процент. 82 речи се 83 реализација. 39, да, од 47 имаат. Значи, ова сега за тренериве, не им правите пенали на алкалоид. Или за студио. Не им свирете. Или свирете им. Зависи Пелистер за е втор, коло. Пелистер е Зависи за втор, коло. 32 од 40, добар, 80%, па после Вардар и Охрид се тука некаде со таа реализација. Е така, отприлика тоа да работите тука. После, веројатно, подоцна ќе видиме како е, ги имам и дерби над преварите, Ајде. меѓу првите. Ајде, Може? Ајде, супер, дека сме супер. тука. Е, па вака, После натаму. поше пак ќе се вратиме на емоции, после Така е, Да, Нема нема статистика, бројки, да. нема На бројки. оваа Дека сме табела тука, Алкалоид точно. води, нормално, логично, Да. серијата колку е. Сите овие Да. статистички податоци до сега ни го потврдуваат. Да, може да направиме. Значи, потврдуваат на Потврдуваат. некој начин како се Зошто е виждат тоа така, или работници, да зошто е речеме така. зошто овие три екипи покрај Да, се да. друго и се во врвот. Е вака, значи Алкалоид е прв на таа табела со 3 победи од 3 надпревари, 6 бода. Со тоа што едно гостување има во Охрид, а со Пелистер и со Вардар играше дома. Да. Вардар е со една победа помалку пораз од мојот Алкалоид во првото коло, во недела играат веќе втор пат. Реванш. И Вардар има 2 надпревари исто дома. Трете Пелистер, една победа, 2 порази, дома со Охрид и 2 гостувања, тоа треба да се забележи, Да. против Алкалоид и Вардар порази. Улеснителна Да, околност. да, така. И Охрид е последен, трите овие дерби меѓу на овие големите 4 ги загуби, дома Со тоа што играше во гости во Во Скопје и во Битола, Скопје и во Битола, а дома а со играше со Алкалоид дома. Алкалоид играше дома. Е така, отприлика тоа. И сега остануваат оваа година уште тие 2 дерби над превара за година да зборам. Вардар Алкалоид сега во недела и на 14 декември Пелистер Вардар. Значи тие над превари кога ќе се одиграат отприлика на крајот на годината ќе имаме некој реперат. Или нешто Иако- ќе се отплетка или Или ќе се дополнително ќе се Значи заплетка. вториот круг нема да заврши со календарската година, Така е, него да. си продолжува таму. Да, да. Сега ќе што спомна дека Охрид, мислам дека овај надпревар со Алкалоид беше многу клучен за нив, особено после За Охрид? испаѓањето од Да. Европа, за нив за Охрид, затоа што после ова некако не знам која ќе биде мотивацијата. Ајде сега да не збориме пред рака, дека тој може да и добие дома Битола, Пелистер може да и добие Вардар, ама ова беше нешто што требаше да ги катапултира и да не правиме муавец овде со 3 дреса, нема да правиме со 4 Дефинитивно дреса. со 4. Значи, од тој аспект, На кога некој не начин играш, да бризга самодоверба, да. испадна Европа, позади тебе се Бутел и Тиквеш со своите проблеми, Бутел Так, со малку подмладена екипа, реално донесе некои млади интересни играчи, но Интересни, да. не е со буџетот, не го држи теркот со Да. Охрид и сега некако може Охрид да се најде во ситуација ваму не можам, ваму сум нели сигурен, доминантен. Од тој аспект мислам дека овај пораз многу Добро, тешко. ама Охрид удари. нема да има европски надпревари, тоа ќе биде, мислам дека не го споменавме, значи влијанието на Европа, На на друга Европа. клупа, на свежина, на енергија, Па да. мислам дека ќе има голямо Вардар и влијание. Вардар ќе заврши брзо сега. Да, тука нели? е Пелистер во Наредна недела најтешка, завршува тука е Вардар. Пелистер во најтешка ситуација, Да, треба да Пелистер одигра има тешки премногу надпревари, такмици. а има амбиции, нормално е, не можеш да излезеш така во Лига Има и Шампиони. шанси. Кога Има ќе и погледнеме шанси, да. табелата, има и шанси. Така, Така, треба Висла Ева, дома да ја добие. Пелистер е во моментов шести. Значи, Осми тука на финале. некако- Ние, Како бил ако впечатокот? Пелистер Така. влезе во следна рунда, тоа е на Да не забораваме, нов тренер, На нова вистина мотивација, убаво. секогаш е тоа. Така.
доста сериозен. И алкалоид во Европа кој што И алкалоид, да, кој што мислам дека ќе еве ќе презими 29:30 игра со со Вествија. со Вествија и многу млада екипа е таа која што била шампион, испаднала Во втора лига. во втора лига и со млади сили влезе во Суперлига и е Добро, Ѓорган, мислам дека многу убав пример Да, дека ете мене ми е многу баш ги чекам да видам да дојдат да видиме Двата на Преора во Скопје се игра. Да. Проверив тоа, да. Да, 29:30 се игра во Скопје. Така да и тоа ќе има свое влијание врз развојот на настаните. Може, значи претпоставам дека и од финансиски аспект тоа, значи тие се прагматични, да. нема шо да трошат пари, се знае кога се играат двата надпревари дома, Да, трошковите екипа, малку комплетно екипата, ги доста покрива, млади играчи, значи но- тие нема да има никаков трошок за овој надпревар, за разлика кој игра дома гости, че беше друг трошокот, ама сакам да кажам дека им се десило тоа што им се десило, тие сега се враќаат назад, комплетно со млади, така да може да очекуваме судир на две млади екипи, кои што ќе трчаат доста и ќе биде добар, интересен. Интересно, сега претпоставам дека алкалоид е апсолутен фаворит, ама беше фаворит и со литванците, ама литванците во Скопје на пример изигра доста фино, по мене. Лазаров се Пример уште малце па 80 гола. Да, доста 73 гола имаше. Лазаров се лути кога еве Го ставаат? кога ќе ја ставиме реченицата апсолутни фаворити, ама па ние помалку Ама и како провокација. Види, да. Ама види, и пак базирана види, е на одредени Тој показатели. секоја се повикува на менталитетот наш, што не е ни далеку па од вистина. тоа е точно. Особено, значи, ние толку знаеме лесно да се опуштиме и да влеземе и играчиве негови, тој на тајм-аут, нели, гледаме, слушаме ствари и гледаме како го коментира тоа, така да не е далеку од нешто дека треба. Иначе тоа е пак, ја може досаден сум, тоа е таа школа на Лино, значи ако некој знаеше да држи тензија и да те убеди дека дома со Тиквешко ќе дојде или со Радовиш, дека ова е нешто што ти денес не смееме ова да направиме, да не му текнал на некој, дека некој конспирација на заговор, дека во некоја луда ситуација ние можеме сега денес да изгубиме. Зборам за еден Металург кој беше многу силен. Тоа имаше моќ тоа да го направи, ти излегуваш и Ево, според менталитетот, Јорган мислам дека е во ред. дека да. И треба да се Ама форсира ние така секоја се менталитет. воодушевуваме на германците, Да, нели оние и сега да. кој ќе газат, нели Хитлер ги Да, научи да, на да, нешто, германци се. ги Да. научи Хитлер на нешто и сега ние се воодушевуваме, а овде кој ќе дојде, па сега. И затоа се чудиме на некои такви настани. Мала дигресија ќе направам за Желко Обрадовиќ вчера. Дека не би се налудил, немам врска нити со Партизан, нити со Звезда. Не Но ме баш се интересира. погоди во овој момент. 4-5 секунди до крај на Лечич варијанта за тајм-аут, ама добро, имаше шанса. И он на 4-5 секунди до крај 12 разлика сега. Драматизира. Ама не драматизирано, него он е се уште е фокусиран на надпреварот. Значи тоа на Балкан не може Не да би не бил ваѓа. таму, тој- А затоа е Не Џоковиќ би уште една бил. дигресија тоа што е сега. да, Балканец ама со ментална матрица некоја друга и Ај сега кога сме кај матриците, сега статистички видовме како стојат работите и ми се потврди мене Југа уште еднаш да видиме дека алкалоид по напад е најубоит, а Пелистер по одбрана. И ај сега по менталитет. Имаме два концепта имаме, нели? Едниот е концептот на алкалоид, кај што е базиран, на наши македонски предсем млади играчи, и другиот е овој, да го наречам, стандарден концепт на модерен европски спортски клуб, небитно дали е фудбал, кошарка или во случајот ракомет, кај што се обидуваш малку екзотика, малку енергија, малку ладнокрвност да склопиш екипа. Тоа е нормално, мислам, нема од тука легитимно, нормално. Да, ние да се малку формира. повеќе се замараме. Ние малку тука, повеќе затоа се што сме цело време под сега, напад на идентитет. Од таа гледна точка, кого би ставиле сега тука пак како фаворит? Дали овие така некојаш ги викаме легионери, Добро. Или нашиве деца, кои се во предност? Дали ти го начна тоа? Дали Пелистер кој што ќе биде цело време во висок ритам поради Лигата на шампиони? Или Вардар кој ќе се ја заврши во вторник задачата, а Алкалоид кој што ќе биде релакс пошто да речеме го чека лесна задача во следното коло, не ни знае кој ќе му се падне таму во осми на финален напролет, далеку е зимата. Од тие фактори кои би имал така малце
повеќе предност, да речеме. Тоа ќе му даде дополнителен зачин шмек вкус вака на првенството. Тоа ќе биде работа и на стратезите и на они што се бават со физичката кондиција на ракометарите, ментално, значи сплет на околности кои што се во модерниот спорт јасни, значи врвен спорт нема без многу патување, многу енергија, само доерба, храброст, притисок. Така да Пелистер конкретно да видиме, Пелистер ќе биде во надпреварувачки навој, можеби на некој надпреварник има помалку енергија поради патување и трошење. Значи тоа е замор ќе се почувствува. Но веројатно сега имаат нов стратег, тоа малце можеби ќе ги поремети затоа што тој ќе бара, тоа се веќе проблеми кои што дој Вардар има нов стратег. Да, не знаеме ни како ќе тоа се првите изгледа. двајца оваа сезона странски стратези, не забораваме. Ево ова као тема. Нема се македонска лига со тренери, значи лани беа сите. Ростерот и кај едните, и кај другите, и кај третите, па и кај четвртите. Ние не знаеме ни како ќе изгледаат Вардар и Пелистер во однос на промени. Така е. Можеме да очекуваме сега и Раул Алонсо и Милано да бараат некои решенија, односно да нели спомнавме некој беше некој му е посимпатичен, некој значи сега нели ние цело време слушаме му треба среден бек, може ќе бара промена Раул тука ќе бара некој играч, така да не знаеме кој ќе биде. За мене пак е Пелистер прв фаворит, како и да гледаме, колку и да е таа разлика мала, за мене Пелистер пак во оваа ситуација најдобар. Се согласувам јас за тоа. Фактор има дека е Пелистер прв фаворит, значи без никакви добро сум седнал. Ја требаше таму, за мене е Пелистер. Од оваа страна Вардар има доста проблеми во моментов и со повреди. Значи Вардар се донесе во ситуација голман има повреден, видовме како се однесува голманите на последното гостување во Исланд, така да од тој аспект нема да биде неважно кој здрав ќе остане. Лани Алкалут имаше 8 мина и ги коментиравме и ги критикувавме, па некој се љутеше, сега не ги критикуваме затоа што нема повреде. Сега може мој повреда се случува и од ваков и од друг аспект, да не надлагаме сега стручно. Има повреда од замор, има повреда од несреќа, едноставно ти паѓа човек на нога и ти што сакаш прави. Така да од тој аспект не е небитно во април кој ќе биде здрав, кој нема. Вардар има проблем со Мечка Лазаревски. Тој е круцијален играч. Тој недела не Истарча е или Мечка и голманот, овој португалецот, дал ќе бидат, дал не, па тоа е многу битен. Жави, значи разлика е голема. Така да претпоставам и Волкалути да отрниме сега Митев и не знам и Серафимов. Можеби влијанието ќе биде помало затоа што особено Митев има големо влијание, ама Алкалуито не го спомнавме. Како екипа тимски делува најкомпактно. Да. Значи ти кој да излезе, кој да влезе, тоа тече. Затоа и малку ги поремети повредата на Никола Тушевски. Пелистер има најсериозни голмани, ама ние досега го Ивич, дури таму има и нервоза кај него, затоа што тој воопшто не брани, не дава Митрески да брани. И се поставува прашањето на политика на клуб. Дали кога ги имаш ти Митрески, не можеш да си дозволиш како втор голман да растиш некој голман. Знаеш, Кизич замина, така. Зашо Кизич да не го растеме таму во Битола, кога го имам Митрески кој што ми е нели стоп. И нормално ќе има нервоза кога имаш два врвни и скапи голмани на една позиција како што се И тука е проблемот што и меѓу голманите се создава тоа. Да, на таа позиција е најчувствително затоа што и виче победник од душа. Така тука треба да се менаџира. Треба да се менаџира, да. Па можеби раководството и во Вардар и во Пелистер токму од тие причини ги направи овие шок промени на некој начин. Ајде во Пелистер таму малку и чаршијата беше погласна, во Скопје не толку. Да, не. Сега е тоа исто, да. Скопје има притисок, Скопје е друг град. Значи, Недановски нема притисок на улица
Скопје има притисок на дигитални мрежи, на социјални мрежи. Во Битола е многу тешко, многу тешка средина. Во Скопје ако не отвориш Facebook, Instagram, ти си рад. Да, рад си, исклучи го и немаш ти, не те знаат ни дека си тренер на Вардар, не е важно, не зборам за Недановски. Вамо, ти знаат. Врти случаи мора да си на кафе на Широксолик. Друга средина е и многу е тешко. Кој да е, беше и Бранко, беше и Ацо, беше ова. Тоа е исклучително тешка средина, особено за, ако ќе дојде вака странец, тоа е, значи, нивната разгаленост е над македонската разгаленост. Стално зборам, разгалена македонска ракометна јавност ниво. Нивната е, не дека со резултати ги разгали, него едноставно тие има таков ова, дека роден е таму ракометот и дека тие сите што дојдоа в сала, одадоша го опознаваат и дека не можеш ти нив да им избега. Сега Рауд им избега со тактичко решение, нема теорија. Така да... Да, добро, ви живеат ракомет. Да, што е позитивно, така и добија, претпоставам дека и тие го донесоа Лига шампионова година во Битола. И да бидеме и брутално реални, да не беше битолската јавност таква, прашање дали ќе постоеше и битолска платформа, дали Еврофарм ќе влезеше како сериозен спонзор. Ама спортот постои за нив, да го прави тоа. Спортот тие се толку интересни и екзотични, толку тоа е мене ми е мерак да ги гледаш. Тоа му дава дополнителен шарм. Тоа му фали сега на Скопје, тоа го нема, за жал Вардар го нема во моментов од некоја мера, Алкалоид не нимо може да очекува дека ќе го има сега. Значи, ама тоа е таква убава работа. А сега кога сме кај Алкалоид, тука има уште една статистичка категорија Југо, со која што исто безуспешно почнав да се занимавам пред некоја година, тоа е водев статистика колку македонски играчи постигнале голови во европски надпревари. И беше Тенк. Ајде, тој убав. Ама ти си следал во периодот Вардар, не си следал. А оваа година пак тоа ми се надржува на моја една романтична визија за како ќе издава македонскиот ракомет 2025-2026 година, па дури со Бице се смеевме, таму имав и некои со бројки како е таа моја визија. 3 екипи, 3 години во европски купови, во која што најмалку по тројца македонци ќе има, а некаде и повеќе, влијателни во играта, значи не е статистика да ме пишат мене Христоски Виктор на клупата седел, нели, 0 минути 0. И ние дека во некаде во 25-26 година би имале една група од некои 15-20 играчи кои што имаат сериозна минутажа. Да, континуирано искуство во Лига Европски куп, Лига Европа, Лига на шампиони, кои што се судриле со сите еминентни клубови, еминентни одбранбени играчи, еминентни нападјачи, созреале, некои некои сватиле дека можеби треба се посветат на студии, не на спорт. И ние да дојдеме до една таква група, кај што ние ќе имаме стварно респектабилна бројка. Ама има и Пелистер. И еве сега полека доаѓаме до таа година. Значи Пелистер има, Кузмановски ги има, Пешевски ги има, Митревски ги има, Атанасиевич, Костевски за жал е повреден и тој ќе добива минутажа. Така да Пелистер има 5-6 Ристески само полека, значи Ѓорѓевски е тука цело време пак. Доаѓаме до некои 6-7, Алкалоид вече се тие 14, ајде не 14 може, 7-10 се. И Вардар кој што ги има, Бечка, ги има Ларов, ги има младите голмани, не знаеме како ќе се развијат. Така да Вардар има најмалку, ама има 3-4. Има млади крила кои што можеби не добиваат доволно. Жалосно што Стојановски не добива шанса на лево крило, треба да добива реално во оваа ситуација кога имаш еден лево крило како овој што шутира пенали Средановиќ, може овој да го испрати позади и тоа е исто прашање тако, зашо да не го испрати младински репрезентативец, може да игра во два правци, го збореме. Марио Стојановски. Така да греота е да не добива тој шанси, за него ќе беше ова сега. Да, се согласен Виктор за ова што викаш за македонските Тоа е убаво математички го собра. Но нашите ракометари имаат таа среќа да бидеме постојано присутни на големи настани, па преку репрезентацијата да стекнуваат такво искуство.
е драгоцено искуство. Да. Може, сега не знам како играч не можам да ценам, Ѓорган тоа ќе го каже, каков е односот репрезентативен дреси клуб, не зборам нормално за Сега го пише репрезентативен. Меѓутоа на за последно енергијата, за моментумот кој играш за клуб, кога не, тоа е убаво. Сега да го си пише испрепреда. во последнава Да, да се колумна и сум испрепреда. го спомнал неколку пати. Тоа се тотално различни. Значи, пошто ја бев на голема пројави на 29 години, а почнав да играм вака по-сериозно на 27, значи не на 20, како сега што вие влегуваат, така да ти играш Европа, 2 пати Лига шампиони, 2-3 пати Европа и идеш во репрезентација да влезиш, ти уствари тоа гледаш дека нема везе едно со друго. Што тоа е огромно искуство. Една друга исто статистичка категорија, ама пак не знам дали некој се занимава со таа, ама не е поврзана со Македонија, а индиректно е поврзана. Имам впечаток, а поготово тој впечаток ми се потврди на последниот гостување на Вардар кај Валур, дека во Европа интересот за ракометот ми е некако под знак прашалник. Значи гледаме надпревар на Париз, Лига шампиони, дерби, во една импровизирана сала, со една инсталирана група на навивачи која што појма нема што се Кај случува дошло, доле. да. И кој напаѓа, кој води, тие не знам дали знаат кои се нивните. Да. Фудбалски највачи, да. Фудбалски највеќе. Имаме ситуација со Па и со Барса. така. И Барса. Барса. После ќе ги отфрлам германските клубови кај што е нешто со Германија и Полска е добра. Загреб пред некој ден го победува Магдебург пред Да. полупразна сала. Да, тоа е голема сала. Е. Значи некако И што е сега заедничко за овие сите? Големите градови. Многу тешко ракометот вирее во големи градови, во главни градови да ги наречам. Ракометот се игра во мали места. Кил, Келце, Висла, Веспа. Битола, Велес. во Нант е поголем интересот и во Тулус и во Монпеље него во Париз. Се игра во ракометот се игра во мали места. Значи во големи места многу тешко вирее ракометот. Значи многу тешко се пробива во однос на другиве. Значи заедничко име тоа на Мене ми е енигма дали можеби ракометот не се движи во вистински правец од аспект на промоција на а Тоа- тука пак ќе се тоа е повеземе друга со тема. ова како влеговме со статистика со Има и до тоа. Па затоа е разликата. И во Еве, во финансите. Да, сака да ги избегнам, пак Ама пустите нема. некако се Ама- наметнува. Сега европски prvак ракомет во Келн колку заработува? Пола милион мислам дека. Вардар кој беше 340. Европскиот prvак фудбалски Пола милион. заработува 50 Еве сега, милиона. нели во моментов дрма еден трансфер. Нилсен не сака да подпише, Барса го моли, Веспрем сака да го земе, пошто очигледно веќе некој видел таму кој е проблемот на оваа екипа што не му досвои Лига шампиони, а тоа изгуби пред 5 дена од Сегет, Веспрем, со 3 одбрани на Коралес. Да. Значи, кога треба, го немаат и тие викаат, што правиме сега, купуваме були. И сега колку кошта були, вика измеѓу 40 и 50 илјади евра месечно. Да, добро. Зашо разговараме? Се има. Зашо се има разговараме свој фудбал, ние? си е фудбал, па како викаат, фудбал, па една така празнина. Да, Ама- фудбал може да разбериме, Проблем е што- ама и одбојката и кошарката Да. се индор спортови. Значи, не е тебе правата е разликата. И нормално земите кои што го практикуваат спортот. Ракометот е ограничен строго. Да. Ограничен, ја немаш Велика Британија. Да. Значи во Се знае во каде се Пикадина, игра. Америка. Ја добивме, немаш. ја добивме Италија. А? Ја добивме Италија. Ја добивме во ракомет. како репрезентација, не ја Пред неколку години ја добивме Португалија, Холандија, сега има одредена експанзија, не е дека Да, нема. ама тоа е се некако така. Дали период Инцидентно. инцидентно така. Не е тоа. Не е тоа. И тоа е токму тоа и Тоа е задача многу на комплексен, да, многу комплексен ЕХФ. проблем и Тука ЕХФ. доаѓаме до клучниот момент, тоа е задачата на федерациите. И на федерациите, кои што па и мора посебно, да. сериозно да се Па затоа Пелистер и годинава во Лига шампиони, А- заради а- таа а- полна сала и Сега кога дојдовме до федерациите, уствари, еве сега тоа што ти реков да ме потсетиш, ќе го прашам специјалното Ѓорган, прашање. ама имам уште две мали темички, па после специјалното прашање. Не очекува за неколку дена Европско првенство ракомет жени. Дали ќе го гледаме на македонска телевизија?
И јас стварно не можам да кажам сега во моментот ништо, знам дека се работи на тоа и е неизвестно. Е неизвестно. Да. Инаку се согласувам, знам кој е и коментарот и мислењето на луѓето, се што е македонска репрезентација, па нека биде и ајде да не подценувам никакви спорти, мора да биде национален сериз. И сега тука завршува нашиот. вчера не беше јас кошарката, наистина така? уживам во уметничко лизање. Ама Се, каква страст имам кога играм Македонија. А вчера не Друга беше тема. на спорт клуб беше така кошарката. Со Сега македонски дека коментар, ние само ракомет па го прескокнавме, така? Не, зборам вчера кошарката со Литванија, така на спорт клуб беше, ама со македонски коментар. Почна на српски и негде 5-та минута се вклучи македонски. Да. А после нова година ни следи она повеќе што нас не навивачите, се не дека сме ги прежалиле девојките. Не. Тоа работа, голем настан си, голем настан. Сепак, ракометот женскиот во Македонија и ракометот машкиот се два различни универзума и по За жал. организација, и по За жал. вложување, и по инфраструктура, и по Тоа клубови, е и по уште се. една тема. Така? Женски ракомет. Машкиот е нешто сосема друго. Имаат сериозни противници, Шведска, Турција, Унгарија. Шансите ни се сведени на минимум, ама пак кога би ги гледале, мислам дека може би малку ќе им помогнеме. Тие се таму и тоа е за сега најважно. Тоа е многу важно. Така. Апсолутно, во однос на она што ти го спомна, кои се условите и кое е вниманието на нив, тие се таму и тоа е одлично. Би требало да можеме да ги гледаме. Ја работам во сегмент кај што гледам, мерам пулс, што се вика. Значи, европско завршува, ти имаш, зборам за мажи, имаш 40-50 деца нови, без разлика на нашите резултати, Така што е, биде така е. последниве 2-3 години се очекувани, 40-50 деца. Ти си дел од Значи, кремот на тој спорт. Првата шанса ти ја имаш и ти ја влегле в сала и ја имаш шансата да ги задржиш. Така да не е за подценување и ова, ама треба да имаме кај да го. Ние немаме ништо во нашите договори, се ова про боно и со голема љубов и страст кон пред секој ракометот. И супер ние. И супер ние. Некогаш нешто ќе сгрешиме, некогаш некого може и И ние може да сгрешиме. што викаат овие мои Не веќе покажаме. гибниме, некој може не се знае. Мене ми е важно кога ќе сгрешам да се навратам последна година. Имало ситуации кај што сум сгрешил и да окажам дека ја овој го проценив дека вака ќе се движи играч, ова изненади. И ја погрешив, браво. Ја имам исто една грешка, веќе си ја признам сега. Бев многу жесток према тренерите на почетокот. Од условно кажано, тоа не е кариера, Медиумскава него кариера. Да, не е кариера, него од гласно зборување, така да го наречам. да. Значи бев прежесток према тренерите, како што ги запознав луѓето, како што ги запознав клубовите, како И како што е ја запозна проблематиката, свати дека сега не е веќе така. многу Така. Значи за Сега за на удар ми јануари, се за управи. јануари беше муаветот. сега ми се на удар За управи. јануари беше че почне да се Јануари, крива значи пак температурата. прашањето е дали ќе ја гледаме светското првенство на македонската телевизија? Па, пак исто ќе биде одговорот, иако мислам дека Тоа има поголема веројатност. веројатноста е поголема да Да. го гледаме тоа, иако знаете како се ќе не се менуваат работите од минута во минута, од секунда во секунда, да не зборуваме Да. за тоа, да не го споменувам тој проблем, спортски канали, пари, многу Влијание. тешко се победуваат тие спортски канали. Ја го споменав тој пример, секаде го кажуваме, не знам дали можеби некој што не знае ќе слушне дека да речеме на пример не е битно сега кој голем настане, Лига на шампиони, речеме фудбал, можеби отидов на нешто многу јако, Да. ама Добро, чисто ако паралелата е таа, Значи, да. сите XU републики со финансиски средства загубија од арена, на пример за правата за Лига шампиони фудбал. Поразително. Сега направете Државен споредба проект. колку пари Државен и проект. колку е. Да не зборуваме за спортските канали на мајчиниот јазик, за кој што толку се бориме и сакаме и не знаеме, веројатно очигледно не знаеме какво е влијанието на македонскиот јазик, македонскиот коментатор и Влијанието ќе го баш- разбере веројатно некој ќе Некој, се да. сложи со парите, ќе се има време, полека млади сме, меѓутоа тоа мора да се решава. Југо, јас ќе видам брутално. Значи зборуваме за национален идентитет, Апсолутно. зборуваме за Апсолутно. спортисти, амбасадори Апсолутно. на една држава, нели во случајот на Македонија. И нема подобри од нив и во Нема моментот подобри. и од сега и Зборуваме за спорт кој што оставил толку многу багаж за себе со начинот на кој што не
носел постојано во таа светска И елита, не европска собирал елита. на не площади, собирал, примери така е. еден куп. Значи тука мислам дека не треба да постои воопшто прашање и не Ама треба да постои. постои Ама нити постои, компромис. Ама Така. постои Виктор, што да правиме? Да. Еве, можеме вака се. Добра, тоа што ние да си прогнозираме. Играме Ајде со да видиме. Унгарија, Холандија и Гвинеја. Ја викам 2 победи и 1 реми. Ај вака статистичка. Ајде. Ѓорван се знамаш ти. Две победи, едно реми. Не се знам. Две победи, едно реми. Реми. Да. Со Гвинеја? Интересно, ова е интересно. Види. Пази, Гвинеја ни е последна. Да. Значи ние теоретски ако ги победиме Унгарија и Холандија, со Гвинеја најверојатно би можели да тактизираме, така да Факт е дека немаме екипа од ајде може да кажеме од прв ешелон. од професионал. Значи немаме, ги имавме Франција минатиот пат, кај што Франција, реално не Германија. се игра. Значи Данска, Франција не Данска. се игра. Со нив, но Унгарија последнава година две закрепна и е веќе може да кажеме втор ешелон, а Холандија па некако излегува од тој. Како во некој слободен пат е Да, пустата. да, и ја го спомнав некаде, се не може да се сета каде, го спомнав дека во овие што го пишам дека Холандија има не им се претураат играчите, значи збориме за Франција. Франција има голем широк спектар на играчи има. Значи дури не знаеш Статистички, извини, Холандија имам 10 пати може и повеќе избор од Македонија, меѓутоа зборуваме за квалитет. Високо квалитетни играчи, значи тие ги знаеме два тројца кои што нели од Стейнс до Бајенс до овој левакот што отиде во Фленсбург, Кај Смит, с кој што се мачат со повреди, некако чувствувам заситеност и кај нив дека достигнаа некое ниво. И јас, ајде, не го земам ова во однос на тоа со Косово дека изиграа нерешено. Тоа е сигурно надпревар. тоа Тоа ние изгубивме од Литванија, например. Не, но и пред тоа, јас гледам шанса со Холандија, без разлика што пред 2 години беше, добро не измачка, исплеска, да. добро не измачка. Двоцифрено. Но мислам дека не е таква ситуацијата се. Мислам дека не е преоптимистички е се ова ти што го збориш, е малку преоптимистички за мене, ама гледам Ја шанса. имам и дојави од кладилници, не да ти кажам Добро, да не мислиш види, дека јас верувам дека ти туку така ги нафрлам ја овие така, прогнози. но очекувам со Холандија, со Унгарија не, затоа што Унгарија е доста габаритна, иако со голмани не е сјајна и не треба да се плашиме, ама со Холандија игрок пак Холандија не ни одговара во однос на начин на игра. Тие се Сега да бидеме покажаа реални, техничка подготвеност добро и многу тркачка. а да се навратиме па на Хо- неколку минути наназад. Костурот на нашата репрезентација го прави Алкалуит, Кој Алкалуит шо? не прави технички грешки. Кој што трча, да. Така, затоа трча викам, и жестоко. значи, Гвинеја ќе ја добиеме, а мислам дека на овие две нема да им биде лесно. Една од нив може да го, условно кажано, да го изеде. Значи, тоа е моето ова. Гвинеја ќе ја добиеме, тоа ни дава една растеретеност за втора фаза, ама ако ние чепнеме нешто од овие, тоа веќе може да размислуваме, пошто вкастуваме со интересна група таму, сега во моментот да не спекулирам, ја гледав пред некое време, со интересна група, кај што со Австрија, со Тунис, некој така. Значи не е Пак нешто што не- не може да не сме, имаме да. мегдан. Така да ако ние добиеме едно од овие две, сега да не создаваме некоја фама, ама можеме Не, да не, играме. не сме апсолутни фаворити. Особено со Холандија, мислам дека мое мислење дека можеме да очекуваме добар надпревар во кој што еден дене голман добар и така да 7 од 7 То, пенали, значи Серафима. Гвинеја добиваме овие две, едно од овие две, мислам дека може да Југа? Па бе, јас мислам дека шансите ни се поголеми против Унгарија, затоа што ја спомена нешто и Ѓорган, ајде да кажеме, потешка екипа така. тешка екипа. Да. Знаеш, некако не ни одговараат брзи играчи, брза дистрибуција, темпо играчи, овие се и така и бековите им се точно Бекови, шутери, бомбардери, јаки бомбардери, да. да, меѓутоа Пикери имаат масивни, можат да се, габаритни. значи тука некаде би можел да ја гледам шансата, а пак Холандија може со ова што го направи сега против Косово, на некој начин ни даде малку крила, Да, малку самодоверба, затоа што ако можеле Косово во една ситуација Тако кога звано таму Косово, ракомета, што викаат да, колеги, тако звано да. што викаат Да, црвените, така, да. така наречено. И зашто да не се одигра похрабро и по Види, мислам дека е време. зрее ова репрезентација, Да. зрее. Сега веќе немаме, значи Многу им ова даваме. ова 3,5 години од како е на функција Лазаров, значи тоа е негде март месец 21, значи
скоро 4 ќе дојде. Значи тоа е циклус олимписки, кај што веќе треба да се кристализира. Значи ние веќе имаме профилирани играчи, Митев е веќе профилиран. Серафимов сега го спомнаме дека не е има тој. 21 Да, години. ама 21, има да. добри 2-3 Значи, големи ти веќе наставници. имаш и на Светски линија имаш веќе профилирани, значи Лазаревски, Пешевски да не збориме, а и надоаѓаат овие другиве. Така да Кизич го подвоскреснавме, сега и таму е конкуренцијата сериозна. Посериозна, Така да. да ова репрезентација нема зашо да не очекуваме да игра со сите. И тоа е мислам дека На некој доволно, начин и селекторот не е сите поискусен. кога зборам сите без На некој начин и селекторот не е Апсолутно. поискусен. Ама гледај, тоа Југо се гледа и во Ама самите сме го негови збореле изјави. тоа, ама сме го Во збореле начинот тоа. на кој што го најавува над преварот, во начинот на кој што го испраќа над преварот. Ние најмногу имавме замерки и јавност имаше како он ги води тајмаутите. Он сега има сосема друга тактика како ги води Има тајмаутите. интересно за тајмаутите, Ајде. кога е веќе тука, веројатно не знам ќе се сложи, не е битно, јас го слушам. Имам таа привилегија за разлика го слушаме подобро. Додуше еден период не го слушаме добро, не е битно. Се случува и тоа, ама сега последниот пат не знам дали забележав. Како не го крие? Го криете, дури и вика, не вика, да ќе шептам да не слушаат. Сега не ми е јасно мене тоа. Да. Односно, после вака го преноси го вртам филмот и викам, па добро, се крие веројатно од другите екипи, да не знаеш што акција е, како акција. Така шуш душ со пола уста, јас го кажам, да го коментирам со пола уста. Многу интересно. Јас на Многу пример интересно. телевизија ништо не слушнам. Што е легитимно. Да, легитимно. Ама е па од друга страна и тоа Западот го наметна како маркетинг, Чекај како сега да ти кажам, гледано. знаеш ли дека овие мојга на НФЛ, кога нели они имаат за во напад и за во одбрана имаат тренер кој што ја кажува акцијата. Акција за напад, акција за одбрана. Да. Значи овој квотербекот има во својата кацига слушалка и овој најдобриот што е во одбрана, носачот на одбрана, играч што има исто слушалка во кацига. И тие плей колинг го викаат, значи они ги кажуваат акциите, нели као кај нас овој што ја кажува средниот бек. И тие што прават? Бидејќи има 400 камери на тие нивни преноси и Кај дека се е не тоа ги снима, да. толку дигитализирано и споврзано со милион Само центри, кажат број, значи вака ја кажува акција. Значи да не му читаат Да, од устни. Да, како на фудбалот што прават. Така, да не му читаат на устни. А например, еве една мала интересна работа, на еден надпревар на Македонија во Романија, на дали беше турнир или не знам што, Бранче ми го кажуваш. Значи, ги местат да тренираат во сала, која што Бранче, пошто долги години играл во Романија, знае дека е целата со камери. Да. И они вика, они не местат, Македонија, репрезентација, да знам тренираат, Африка, да. ќе тренираат во салата, и овие на камерите после Снимаат ќе се. ги снимаат и ги гледаат четврка игра. Аха, четврка е Ѓоргон излегува. Така да во тој Па контекст тоа ова- ме потсети вака моци со вицовите на добро друштво вака кај што се компактни играни и седат до друштво и само му вика ајде некој виц да кажете му вика кец и овие пагаат да смеење сите. Значи Да. веројатно А иначе не ускратува со овие Лазарот, со овие стварно е екзотика е, мислам да слушаш, нели, имаше и некои екстреми се, Бранче, Да. некои Али, ово. да, Ама и тој имаше Ама сериозни. дали се секаваш на данецот во Еврофарм Пегистер што беше? Како не? Валтер. Добро. Значи, ја не сум слушнал до сега по-концизен тайм-аут. Не знам да се сеќавате. Не, Значи, не, тоа е не може. буквално, како да кажам, лекција. Минута, време, се кажам. Неверојатно. Се подсетувам вака за на неговите тайм-аути сега. Зависи кој како, секој си го разбира поинаку. Ај ни звонат жените за подома. За крај по едно прашање директно и остро за Југо и за Ѓорган. Југо зошто не отиде во пензија? Јас А прославивме? да. А го јадевме прасето. Да, го јадевме И прасето. бога ми по вака по меѓународ ја не сум видел толку голем број на луѓе, сум бил 30 години кариера, ама кога разбраа за пензија, немаше кој не ми каже, ти у пензија идеш, а? Да, у пензија идеш. Мислам, стварно... Мене ми рече во јули оде во пензија, ја мислам месеца. Вака. Зато не оде во пензија, Да. зашто не му веруваат. Така. Има и друга работа. Не ти веруваат, покажи лична карта, не ти веруваат. Не заменли Фалс се. лична Не заменли карта. се, да видам Да, да не сграбам. Лична карта, Се не шегувам, ти Нема врска тоа, јас сум во пензија од 1 јули. Официјално. Зимам страшна пензија. И затоа Не мора знам да што работам. правам. Не знам што правам.
И морам да работам. И работам хонорарно, да, трансмирање од раководството Супер. на македонска телевизија. И Посакувам благодарам уште- за тоа. Уште Иако, 100 години да, ваков благодарам. сплет на околности. Да, и да ви кажам искрено, убаво, интересно ми е кога ќе почувствувам дека не можам, кога ќе нема. Тие терет. Ќе се отворам еден подкаст и ќе Ќе се свиѓа. Да, ми се свија. Ја ќе ти Сега, бидам да. волонтер тама, ќе ти помогам. Значи- За Ѓоргон, денеска сакав да те прашам по телефон кога се договоравме, викам ај ќе го пецнам ова. Слушнав дека ќе се кандидираш за председател на Ракометна федерација. И самиот не знае. Значи, чекај малку, со земи само малку. Значи, ние кога го почнавме со Бице подкастот, еден од лајт мотивите ни беше чаршиски муабети. Аха. Балканот, Скопје, Македонија, чаршијата е клучен фактор за многу настани. Богат избор, да. Така, богат извор. А по друга страна, сите сме свесни дека чаршијата Не, ќе греши многу. не ја Не греши е така многу. наивно. Не Не така така наивно. Да. И многу често си имавме тема, ни Да. беше некоја чаршиска шпекулација. И како што просек има на погодени? 50-50. 50-50. Некојаш може и малце повеќе. Да. А за Ѓоргонот, пред уште 3-4 дена еден човек ми сретне Му остави многу време да размислува. А, Не не, спрема се. Другарски, Не, другарски. нема И ми што да вика што размислам. Ѓоргонот ќе се кандидира за Има. И јас си искутев. Има вистина, има структура на луѓе кои што во моментов ме поддржуваат Опа. и програмата јас ја генерално ја имам, затоа што мислам дека секој што треба да настапи со кандидатура на како кандидат треба да има што како. Можам да кажам овде ексклузивно дека од ова што досега се случуваше во Федерација, има добар дел работи кои што функционираат и кои што се добри, но ја имам работи кои што може треба да се надградат, додадат и така натаму. И мислам дека треба секој што ќе се кандидира, иако кај нас праксата не го кажува тоа, мислам дека треба да излезе и да каже што е тоа што тој ќе го промени или што е тоа што на тоа што ќе му даде Популарно да кажеме со политички речник програма. така програма, на Како што ќе даде програма. на што ќе даде внимание. Програм. Не е програма. Во Програм. Значи ние не знаеме што ќе се дешава до самото тоа, но има не е трач муавет, не е класичен трач муавет. Браво, бе, Ѓоргон. И ќе видиме што се случува на Значи, ја и Југо имаме ексклузивитет тука да разговараме со еден од кандидатите. Па да. Да. Слушај, ја стално си водам забелешки кој Југо вака со статистика и стално си запишувам нешто ќе ти пратам. Само не можеш да ги најдеш пликоата низ. Ги најдов, само ги чекам Мислам дека Слави после Ѓола ова да се вратат, цел свет го Ау. пресудија. Кај А, се не отидува, еве ги. yes. Не се отворени уште. Значи лани во еден подкаст, во една прилика, Аха. ни беа гости Славе и Ѓорѓе Начевски. Ѓорѓе Начевски, Славе Николов, и сите конвертиравме прогноза кој ќе биде шампион. Ја, Бице, Славе и Ѓоле, и рековме после, нели, по крајот на првенството ќе ги Збориме отвориме за наша за Македонија, да, ама за лани, Аха. за ланската сезона. да. И, нели, Се заборавме. се заборавивме, одмори, ваму, таму, ова, она, олимпијада, светско првенство. И еднаш ми текна мене, не можев да ги најдам. Ама сега ги Затоа те најдов. викам, јас памтам. И ги Дека не чекам- можеше да ги И најдеш. не се отворени, ги чекам кога ќе сега судат нешто азиски првенства. Нема за. А најверојатно така си правиме традиционално пред нова година, си правиме една средба, анализираме, критикуваме Така и наречено, прогнозираме. Сега ќе биде и светско Тие првенство. се присутни таму и Да, нивната точка на гледиште на ракометот е исто така интересно. интересна. Интересна Така, да. и така. Значи, Ѓоргон, ти честитам, ајде, браво. Ќе Не, ти не, пуштам тоа- некои забелешки, што Тоа имам. тоа не. И Ние си после ако ти изберат, немој да не заборавиш, кога ќе ти вртам после, предплатникот не е Абе, че си има достапен. луѓе за комуникација. Така е. Ајде. Чиста работа. Југо, ти благодарам многу. Уште еднаш Канада. Југо, ја ти Честит беше. благодарам Ти- што дојде кај мене и Благодарам и вам. ти изразувам Да. восхитување на еден начин со жарот и енергијата и со посветеноста и со професионалноста како го работиш тоа, иако мора да ти признам во тешки услови, бидејќи немаш, а јас цело време бев убеден дека имаш извор, Да. дека мора да има некаков извор на информации, дека МТВ мора да е по комплексна во пристапот на преноси, на организации, на се,
Значи, стварно, тој симнувам капа Не, за... конкретно за се. конкретно за преносите, јас морам да се ја пофалам што се вика, тоа е осеќате Куќата? моја куќа. Значи, и треба да се знае, не знам колку следат луѓето веројатно ти следат ракомет. Погледнете преноси на пример од Словачка, Белорусија, Хрватска, па и Шпанија, ќе видите дека нашите преноси со преноси на македонска телевизија ракометни се извонредни. Ајде, здравје Боже, да се гледаме во јануари. Ке е Тоа е части многу за... важно, за... ама тоа е рано е уште. Рано е. Рано е, Ќе видите, полека, треба да се направи критична маса. Еве звонат жени. добро. Ајде, се гледаме.